Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео на Малиот принц за свесното родителство. Денешната тема ќе гласи прекинување на циклусот на негативност, втор дел. Значи, продолжение од минатото видео. И во ова видео повторно ќе разговараме за разговорите кои што Шефали ги имала со родителите на своите предавања, кои што се однесуваат за оваа тема. И така еден родител се јавил и разговарал со Шефали и рекол: навистина сватив од твоите книги колку е битно детето да може да си има своји мисли, да може да комуницира со нив, затоа што со ова достигашното кое што ние им го кажуваме на децата, бидејќи ти реков така или ќе правиш јас како што ти кажав, е многу опасно од една страна да му дадеш едно верување на детето дека секогаш родителот ги има последниот збор, дека секогаш е по право. Навистина е многу опасно за детето кога ќе излезе надвор, во надворешниот свет, кога ќе е потребно, значи, да се одбрани и да се најде во една ситуација во која што ќе се случи нешто кое што не е во согласност со она што тоа го смета дека е исправно, тоа ќе биде многу мирно, тивко, ќе биде согласно, значи нема да знае гласно да се спротивстави, да го каже своето мислење, затоа што буквално на детето му е дадено верувањето дека возрастниот кога зборува ти ќе молчиш, или возрастниот го има последниот збор, што значи дека кога ќе се случат, не дај Боже, некои работи надвор од домот со детето, може да биде злоупотреба, може, не дај Боже, да биде, значи, малтретирано исто така, детето нема да може да го каже зборот не. Значи, да не знае како да го каже зборот не. Едноставно, да нема доволно самодоверба и да рече мене ова не ми се допаѓа, или да може да го каже, да го искаже својот глас. Значи, јас не се согласувам со она што ти ми го велиш да го направам, или едноставно одсечно да речи, да каже престани и така натаму. И Шефали, слушајќи го ово, се согласила, точно рекла дека така е. Меѓутоа, ние од една страна ние сакаме да израснеме дете која што ќе размислува критички, која што ќе знае да застане зад себе, да знае кога некој сака да го искористи, кога некој сака да го злоупотреби, значи да знае кој и што е, и јасно да разликува кој е тоа во својата суштина, за да кога порасне едноставно да може да си го изрази својот глас и да стане вистински лидер. Но од друга страна пак сосема спротивно ние му зборуваме на децата кога се дома. Му велиме: не ми презборувај, безобразен си, престани, слушај јас што ќе ти кажам, ако не ме послушаш, влегувај во својата соба, казнеци и така натаму. И родителот тогаш продолжил: да, рекол, јас навистина бев таков родител со првото дете, меѓутоа со другите две деца јас почнав да се објаснувам, затоа што видов дека кај првото дете тоа негативно влијаеше, и сега дозволувам кога му кажувам некои работи на децата дека треба вака и вака да постапат, значи му дозволувам јас тие да учествуваат во разговорот, но прво претходно му објаснувам зошто тоа и тоа барам да го испочитуваат. И при тоа, ако нешто не му е јасно на децата, му дозволувам да се вклучат во разговорот, затоа што кога ќе се најдат во една ситуација каде што ќе можат да бидат изманипулирани, каде што можат да бидат злоупотребени, значи кога има една таква атмосфера на комуникација, децата веднаш ќе можат да се присутат на она што родителите му го кажале. Значи, едноставно детето да си каже во тој момент без страв, да рече: аха, да се присети, мајка ми ова ми го кажуваш, или татко ми ова ми го кажа дека треба така да постапам во оваа ситуација и така натаму. И Шефали тогаш одговорила, рекла: точно, значи она што го кажавте е навистина клучно, особено кога родителот остро пресекува, одсечно ќе речи: ќе ме слушаш, и крај на дискусијата. Значи тоа креира една тензична атмосфера во самиот дом, и при тоа, значи, кај детето
се пренесува една енергија дека еве мене татко ми, мајка ми не ме разбираат и значи јас токму поради тоа мора да се повлечам наспроти родителот кој што со многу фокус креира една атмосфера во која што ги потикнува своите деца да разговараат. Иако можеме да кажеме дека тоа некогаш може да биде неудобно за самиот родител, зашто детето како дете, значи тоа знае да претера, да се замислуваат децата дека зборуваат со другарчиња или со пријатели. Меѓутоа, што вели Шефали тука? Прво, основно е, од една страна треба многу добро да размислиме дека навистина е потребно ние децата да ги учиме, да практикуваме да разговараат со нас, да видат како треба да се разговара со возрастен, а од друга страна и децата влезат во, да создадат една неудобна атмосфера, значи ние сепак тука сме како родители, значи тука сме. Можеме да му посочиме, да поставиме граници, да му речеме добро би било, навистина добро да се смириш малку, да се повлечеш малку затоа што и да не претеруваш, затоа што ако јас ту сум дозволила, ти сум дала слобода да разговараш, да имаме еден конструктивен разговор, тоа подразбира и дека треба да почитуваш одредени правила. Значи, што е доброто во сето ова? Доброто во сето ова е тоа што од една страна родителот треба да настојува да може да го, значи во таа кога се разговара, во таа конструктивна комуникација со децата, родителот да може да го држи егото на детето, значи да не излегува надвор од контрола, а пак значи тоа од една страна, од друга страна пак родителот при тоа да не влегува во кавка со детето, односно да не си го зема премногу лично она што детето ќе го каже, затоа што сепак, значи децата се неискусни и тие треба, значи ние треба да ги учиме децата. Значи, затоа е потребно, Шефали вели, да вежбаат со нас, да знаат како да разговараат со возрастни, да видат како родителите тоа го прават, а сепак да се чувствуваат сигурни при тоа значи да комуницираат со родителите, да имаат храброст да си го кажат својот став, своето мислење. Затоа што кога децата ќе влезат надвор во светот, ќе излезат надвор во светот, ќе можно е да доживеат злоупотреби, ситуации во кои што, значи, или некој ќе сака да ги малтретира и така натаму, јасно да може да го кажат својот став и да знаат да се одбранат. Значи, ние да не дозволуваме да создаваме послушници од страна, значи, да создаваме послушници од децата, значи да бараме тие постојано да бидат послушници, а истовремено пак, значи да бараме од нив да бидат храбри, да преземаат ризици, или да му кажуваме зошто не застана за себе, па можеше да кажеш ова да се одбраниш, да ги напаѓаме тогаш во таквите моменти, затоа што едноставно тие две работи не идат заедно. Значи, од една страна да бараме послушници, од друга страна да воспитуваме, да сакаме да воспитуваме храбри деца. Значи, ние доколку навистина сакаме да воспитаме храбри, асертивни деца, треба да сме свесни дека како родители тоа единствено можеме да го направиме доколку разговараме со децата, значи ги учиме децата да влезат во една отворена дискусија, во една отворена комуникација со нас. Иако тоа често пати знае да биде неудобно за самиот родител, но сепак ние сме родители, ние сме тие кои што треба да знаеме да ги поставиме границите во таквите моменти на разговор. Сега, еден родител прашал, ама зошто е тоа така? Зошто ние родителите не сакаме да разговараме со децата? И Шефали одговорила, тоа е затоа што родителот премногу е фокусиран на идентитетот за тоа кој е во право, а кој не е. А бидејќи родителот е авторитет, се разбира дека кој не е во право, не е во право детето, затоа што детето е секогаш проблем за родителот, кој што е авторитативен. И
премногу родителите се фокусирани со голема сериозност од децата да создадат едни успешни возрастни луѓе. Значи, кога вака ние им пристапуваме со децата во процесот на родителствувањето, ние целата поента ја промашуваме за самото дете, за она што значи детство. Затоа што која е суштината на децата? Значи, децата пред се тие се треба да бидат во своето детство. Што подразбира тоа? Треба да бидат игриви, треба да бидат најзабавни, децата се феноменални суштества, тие се гуруа на сегашниот момент. Значи, тие само ги чувствуваат своите чувства и дозволуваат да ги отпуштат своите чувства. И тоа е нешто од кое што ние навистина треба да научиме, да ги набљудуваме нашите деца. Тие се мајстори во таа работа. Иако, значи, тие знаат да бидат и нелогични, да не нервираат и да не фрустрираат и да бидат обседнати со некои работи кои што нас воопшто не ни се логични, не ни се сватливи. Од друга страна пак и ние сме обседнати со она што се вика целосна контрола врз децата и цело време, значи, се водиме во еден правец без да сакаме да гледаме налево надесно, без да сакаме да ја отпуштиме контролата и на крајот стануваме уште полоши од нашите деца. Затоа Шефали вели дека треба ние да ја пребродиме таа потреба од целосна контрола, затоа што родителот не е перфектен, родителот не знае што носи еднината, родителот не е видовит за она што ќе му се случи на детето и таа вели токму заради тоа треба да се откажеш да го контролираш целиот свет околу твоето дете. Значи, и да се свртиме кон она што навистина подразбира детство за самото дете. Значи, тоа е да разбереме дека тоа е единствениот период кој што детето треба да си го одживее, затоа што него му припаѓа тој период. Тогаш детето е игриво, тогаш детето е мистериозно, тогаш детето е полно со палавости, тогаш детето е забавно, исполнето со авантури. Треба се и се што во тој период како детството да си го искуси комплетно. Но ние во таа смисла одиме против, кога сакаме предвреме да успешни, сериозни деца, возрастни да воспитаме од нашите деца, возрастни, сериозни луѓе. Значи, ние го земаме тоа што му припаѓа, неприкосновено што му припаѓа. Значи, едноставно им ја крадеме таа детска убавина. И сега, токму поради тоа Шефали вели едноставно да не настојуваме ние да се исполнуваме со таа родителска манија која што постојано е насочена кон тоа детето што побрзо да стане возрасно и да го носиме од една во друга па во трета активност. И што подразбира тоа? Тоа подразбира, значи, постојано надгледување на нашето дете, постојана контрола. Значи, децата се цело време со нас, како еден вид му досадуваме ние на децата, затоа што на децата навистина му е потребна игра, потребно му е детето да биде само со себе, потребно е да си се истражува детето, потребно е да си биде во својата имагинација, потребно да биде и со други деца да си игра. Значи, потребно тој детски свет да го истражува, но ние сакаме да ги микроменаџираме децата и со цел да се представиме пред другите дека, значи, ние одиме во насока на сериозни возрастни луѓе да воспитаме. Но не сме свесни дека со тоа едноставно, значи, му го крадиме, му го одземаме детството на нашите деца. И таа вели дека само она дете кое што вистински ќе го доживее своето детство, само тоа дете може да биде основа за градење, после тоа да се изгради во еден здрав возрастен човек. Значи, на децата не му се потребни огромен број на активности, не му се потребни да оди на 100 места да посетува. Што му е потребно? Потребно му е еден безбеден дом, каде што ќе си се чувствува сигурно детето, значи да може тука во тој простор да си се препушти на својата имагинација, да може да се изрази себе си. Значи, тоа и како му е потребно на детето да може да се развие во една здрава личност. И таа самата вели колку пати и ние само сме кажале
колку посакувам да сум дете пак. Колку сакам да останев дете. И затоа како родители таа вели дека многу сме настроени да внесуваме анксиозност во детството, значи да ги товариме со работи по секоја цена, зошто? За да ги презаштитиме нашите деца со тоа. Што правиме? Значи ние ги ставаме во едно стаклено звоно и децата ни стануваат многу кревки и тие ја превземаат анксиозноста од нас, затоа што тие гледат како ние делуваме спрема нив со голема доза на анксиозност и децата, значи сето тоа го превземаат и делуваат и тие онака како што ние делуваме во реалноста со нив. Таа спомнува дека во времето во кое што растевме ние, родителите и толку време немаја тогаш да ни посветат нас внимание, затоа што беа премногу зафатени. Ние многу повеќе го доживувавме, го живеевме нашето детство, но сепак вели денес имаме толку напредната технологија, развиена технологија, која што и како му помага на родителите, но сепак гледаме дека родителите се уште поисполнети со страв, со анксиозни се, затоа што уште повеќе сакаат да имаат контрола над своите деца. Вели тоа, значи таа вели дека тоа не е можно. Значи не е можна комплетна контрола над детето. Се разбира дека ние сме до некој степен условени, превземен ние тој страв од претходните генерации, меѓутоа, иако не е по наша вина, меѓутоа ние сме тие кои што навистина треба да направиме напор за да го промениме начинот на родителствувањето, бидејќи децата се повеќе и повеќе абсорбирајќи го тој страв, тие почнуваат да се ограничуваат себе си и почнуваат да размислуваат дека не е добро да си анксиозен, не е добро да се чувствуваш неудобно, не е добро да доживуваш непријатни искуства и секогаш му зборуваме внимавај, не сме ништо лошо да ти се случи. Внимавај да не ти се случи нешто најстрашно и така натаму. Меѓутоа таа вели дека животот не е таков животот. Значи животот е тој кој што носи голем број на неизвестности и токму поради тоа треба да воспитуваме самозајакнати деца кои што ќе можат да дадат отпор кон она што се, значи, вика препрека во животот. Но кога одиме против животот, секогаш ќе создаваме кршливи и неотпорни деца. И тогаш еден родител ја прашал, тогаш ще фали ние како да го прекинеме тој ланец на лицемерие, кој што го правиме во односот со децата. Значи, буквално ние им велиме, немој да конзумираш алкохол, а потоа ние одиме во кафана 5 сати, заедно со друштвото, конзумираме алкохол. И шефали вели, добро, во некој дел тоа е нормално ние да го кажеме, затоа што пред се сме возрастни, сме родители од една страна. И така зборуваат со родителите со децата. Меѓутоа, што е она во суштина што треба ние како родители да го знаеме? Значи, ние треба навистина да видиме како можеме да го содржиме она во нас, значи да го поседуваме она која што навистина сакаме на нашите деца да му го предадеме. Значи, ние тоа што го правиме, да го прават и нашите деца. И тоа да биде, значи, спрема нашата вистина. И таа вели дека најголемото лицемерие кај родителите е кога едноставно ние сакаме да изродителствуваме деца кои што ќе бидат лидери, кои што ќе бидат асертивни, но од друга страна пак, значи, ние дома со нив се однесуваме како тие да се починети се на нашите потреби, починети се на она што ние мислиме дека е добро за нив. И тука излегува најголемото лицемерие и во начинот на кој што комуницираме со нашите деца. Кога му велиме ние го удираме детето, а му велиме на детето немој да си се осмелил да ме удриш. Или ние му се дериме на детето и му велиме немој да се дериш. Значи, во толку многу работи ние ја покажуваме лицемерноста кај децата, што не сваќаме дека ние ги учиме децата. Токму на она што ние не сакаме тоа тие да го прават. И таа вели,
Затоа потребно е родителите ние да почнеме да се происпитуваме, да почнеме да се освестуваме и навистина да си го поставиме прашањето што е она што јас како родител сакам да му го дадам на моето дете, да го научам, што е она што јас сакам навистина да го научам моето дете. Но ако живееме ние во живот кој што постојано се плашиме, бараме валидизација од надвор, па што ќе речат другите, потврда да ни дадат за она што го правиме, ќе видиме дека и се плашиме дека нашиот имидж ќе биде, значи, едноставно ќе биде одбележен на негативен начин, ќе видиме во суштина дека децата ќе не копираат во таа насока. Значи, ние со тоа што го живееме таков живот, живееме со голема доза на несигурност. И децата, значи, ги учиме да бидат несигурни. Ако водиме инаед со животот, и нашите деца ќе бидат такви, инаетливи. Значи, тие ќе водат инаед со животот. Сето тој инаед тие ќе го абсорбираат. Значи, и колку да сакаме ние да мислиме дека еве имаме прекрасна комуникација со децата, децата не слушаат, нема проблем, не се караме. Сепак на крајот, ние ако го живееме животот, во наводници го живуркаме животот, тоа е она кое што ќе им го пренесеме на нашите деца. Значи, да не можат тие со полни гради да го живеат својот живот. И затоа на крајот Шефали вели, бидете навистина храбри родители, истапете од стравот, истапете од маската на лицемерие и почнувајте да тргнувате по патот на свесноста заедно со вашите деца. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.